Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски. Вие гледате само Вистини вечерва. Наместо во среда почнуваме во понеделник и тоа што е добро дека самата емисија ќе биде за околу 15 на минути подолго, што е некако и логично имајќи го предвид форматот, односно дека имаме 4 гости. Вечерва со Сафет Бишеваc, добро вечер. Добро вечер. Ивона Талевска, добро вечер и за вас. Добро вечер. Столе Наумов, добро вечер. За мене треба да погледнеш, не ти текнува кои сум. Не ми текнува. Стално ве заборавам, не знам што баш вас конкретно. Да, и Љупчо Зиков, добро вечер и за вас. Добро вечер. Да. Ќе почнам со тоа што се случило со камионџиите, нешто што изгледаше на почеток можеби повеќе или помалку наивно, меѓутоа се прераснува за нешто што може да има економски консеквенции не само за компаниите, транспортерите, туку и за Европската унија. Дали имате впечаток дека во овој случај Европската унија можеби нема доволно слух за проблемите кои што ги имаат државите во Западен Балкан во овој сектор? Некој велат дури, да речеме народски, ова намерно сега ни го прават, бидејќи можеби не сме доволно послушни за некои теми. Не мислам дека станува збор за таква намера, но дека постои известна политика и го покажува односот на Европската унија кон оние кои претендираат еден ден да станат членки на унијата, е така. Претпоставам дека има две причини. Едната е дефинитивно бирократизираниот систем на Европската унија кој понекогаш оди до крајности кои не се нормални, практично. Значи, од тоа да ви одредуваат колку ќе биде големо ова, што ќе ставите овде, како ќе се однесувате кога ќе ви прииде полицајец и така натаму. Значи, тоа е некаков систем кој едноставно бара слепа покорност, почитување на правилата, без оглед какви се тие, дали се воопшто добри или се применливи на крајот на краиштата. И втората, мислам дека со ваквиот начин на однесување кон земјите членки, оние кои се кандидати за нејзин член, покажува дека Европската унија секогаш и пред се реагира врз основа на интерес. Нејзиниот интерес по она што се случува во Украина е насочен таму. И за Европската унија во овој случај секако е многу поважно тоа што се случува во Украина, а не она што ќе се случува на делот на територијата на Европа, кој тие го викаа Западен Балкан, а ние можеме да го речеме поранешна Југославија плюс. Добро, сака да кажете дека толку во овој момент не се грижат за економската стабилност на земјите од Западен Балкан и со една кратка регулатива што може да ја коригира, да не поштедат од милионски загуби, и ова доаѓа сега во моменти кога што и од Брисел повикува дека Европа треба да се обедини, вклучувајќи ги Западниот Балкан и така натаму. Сакам да кажам декларативни заложби, меѓутоа во пракса ни е тешко и некои основни вакви работи да се ги протркаме. Затоа имате ситуација 20 години или повеќе од 20 години некои земји да се уште кандидати за членство во Европската унија. Тоа го покажува и односот на унијата кон тие земји. Да не се лажеме. Мислам дека кај нас се идеализира Европската унија како нешто што е совршено. Тоа е далеко совршено. Не велам дека не постојат вредности за кои се разбира, треба сите да се залагаме, тоа е апсолутно така. Почнувајќи да речеме владењето на правото и борбата против корупцијата. Но, она што треба да го разбереме дека Европската унија размислува само и исклучиво во интерес на собствените земји членки. Значи, ние не сме некој голем интерес сега. Па не велам така јас, тие со однесувањето кон нас и кон овој регион покажуваат колку се заинтересирани. За да видиме доколку честни. Тие мислам дека најавија дека во крајот на оваа недела ќе имаат состанок на нивните тела, каде што ќе се разгледа ова прашање, што го потврдува бирократскиот однос на унијата во решавањето на проблемите и правилата. Добро, се согласувате дека Европа во овој момент или оваа фаза можеби не е многу заинтересирана за земјите од Западен Балкан и нивната добра состојба економска кога се соочуваме со вакви проблеми? Или едноставно има правила кои што ние ќе мора да се прилагодиме на нив? Сафет во еден дел сега ме инспирираше да го кажам тоа што е практички поента на тоа што сакам да го кажам одма сега на почетокот, а тоа е дека вели Европската унија се грижи само за своите членки.
Тоа е императивот на Македонија, што поскоро да стане членка на Европската унија и да ги нема тие проблеми. Јас, онаа господјата што беше на Макам Транс, ми се чини, не знам како и беше името, јас слушам веќе 2-3 дена, кај што вели имаме дополнителен проблем со новиот ЕТС систем заради тоа што се зголемува Шенген зоната. Значи Бугарија, Романија и Хрватска се новите што ја зголемиле Шенген зоната во меѓувреме. Си велам, значи, тоа е патот. И ова мерка сега што се случува, значи ова политика сега што во моментот се води е правата слика на тоа кај треба ние да се стремиме и што треба да правиме. Заради тоа што во спротивно еве и сега со овој случај сме Калимеро нема правда. Добро, меѓутоа само да кажам што е поентата на оваа работа. Значи оваа политика Европска унија води од 90-тите години. Ова 90 дена во 180 дена. Значи ние сите знаеме и како туристи, знаеме и нашите работници сезонски што одат во Германија, во Франција, во Холандија, знаеме кои проблеми ги имаат таму и тоа цело време го знаеме, 25 години, 30. Сега доаѓа тој проблем заради тоа што се зголемила Шенген зоната и многу брзо тие 90 дена поминуваат во тоа. Меѓутоа, да се кажува дека економијата сега заради тоа ќе отиде во колапс или ќе биде многу лоша нашата економија, јас во тоа не верувам, сега ќе ви кажам зошто. Многу проста е нашата работа. Нашиот проблем. Во суштина, ќе има проблем македонските транспортни фирми, а не економијата. Ако ги поделиме извозните компании од Македонија на големи извозни компании кои се речиси 95% во, ако не и 9% во зоните и се странски компании, и другите извозни компании од Македонија, фабричиња, фабрики и така натаму македонски, кои се помали во капацитет на извоз, нели, надвор, извезуваат, збориме за извозни компании, тогаш овие нашите македонските ќе имаат помалку потреба и имаат реално помалку потреба, кој следи тој дел, ја го прилично го следам, тој транспортен дел во економијата, значи тие имаат до 90 дена, еве до 100 дена нека имаат потреба од извоз, значи кога одат да извезуваат. И обично извезуваат во околните држави, значи тие помалите фабрики. Овие големите компании од зоните, тие брзо ќе го решат тој проблем. Сега, каде е решението на проблемот? Додека ние плачеме сега на границите, овие ден, два, 7, ако Европска унија донесе нешто супер за нас до крајот на неделата, тоа би било прекрасно. Во меѓувреме, странски транспортери ќе превземат работата. Од Бугарија, од Романија, од Грција, ќе поминат низ Скопје, ќе ја земат стоката и ќе одат во Европска унија. Затоа велам, тоа е удар врз македонскиот транспорт. А како ќе одат кога се блокирани границите? Па сега нема да бидат блокирани. 7 дена. Самите кажаат денеска дека тие само протестираат, а не блокираат. Значи некои Добро, сака да кажат дека со овие блокади сега единствена штета што е трпа е фирмите. Знаете што, вела дека од април кога ќе почне тоа да се применува, ЕТС системот, новиот момент, од тогаш македонската економија ќе имала проблеми. Затоа велам, брзо ќе се прилагодат сите што треба да извезуваат надвор. Сигурно фабрики нема да се затвараат заради тоа. На крајот на денот и македонските транспортери, фирмите ќе ги преселат и денеска во анкетите тоа го кажуваа. Ќе ги преселат во Петрич, во Благоевград, во Кюстендил, значи каде што има Европска унија, ќе ги преселат во Кукуш, можеби ќе отвараат. И сега што ми е поентата? Се согласувам максимално со Сафе дека и воопшто големата тема е пребирократизираноста на Европската унија. Значи, во тоа. И навистина одамна требаше ова да биде надминато и да биде веројатно реформирано во нивните политики према земјите, третите земји како што ги викаат тие. Меѓутоа, да се разбереме, ова е уште еднаш императивниот момент за Македонија да побрзаме со влегувањето во Европска унија. Знаете ли уште колку вакви работи има? Добро, да ние шириме, сакате да кажете дека доколку сакаме да функционираме на европскиот континент и нашата економија, треба да бидеме дел Европската унија за да немаме вакви правилата на игра тие ги воспоставуваат, а ние пак ќе функционираме. Само што нашите фирми, на пример транспортни фирми од Струмица, од Штип, од Битола ќе направат фирми во Петрич. Имаат поддршка овие што блокираат и од министер за транспорт, гледавме таму. Ама тие ќе функционираат. Немојте да мислите дека некој собственик на 20 камиони од Македонија утре ќе се стрча да ги продаде камионите. Веднаш тие можеби и уште нешто ќе ви кажам. Има според информација од теренот. За ЕТС се знае веќе година дена се збори за оваа работа. Знаете ли колку фирми веќе се префрлени во Петрич, во Благоевград и во Кюстендил? Од Источна Македонија.
Значи веќе фирми имате македонски кои се во Можеше во државата нешто да направи, да го превенира. Јас не мислам само што ова, не мислам Возачите се проблем. Не мислам дека на краток рок може оваа работа сега да се среди. Ние треба да водиме таква политика на интеграција, значи во тој дел. Значи доаѓаме неминовно до големата тема, повторно. Повторно доаѓаме до големата тема. Јас само и со ова завршувам. Министерот за информатичко општество пред 3-4 месеци најави до нова година или веднаш по нова година укинување на роамингот, така за Македонија. Имало техничка грешка. Се, ние слушнавме дека за Украина и за Молдавија се укинува роамингот, а за Македонија ќути владата сега во моментот. И министерот и владата. Еве, од ова место прашувам, докаде сме со, како велеше, ако добро го парафразирам сега, велеше, уште некои работи треба да ги смениме и готово. Роамингот ќе не ослободат и ќе бидеме прва земја од Западен Балкан. Добро, имате вие чувство како Зиков дека Европската унија можеби вака малце не бутка економски на страна? Воведувањето на ETIAS системот цела година се зборува и се најавуваше. Меѓутоа овдека реалниот проблем настанува затоа што од најбарана професија во Европа сега транспортерите, односно превозниците, односно возачите конкретно стануваат во категоријата мигранти и непожелни во самата Европска унија, бидејќи од Западен Балкан. До сега имаме над 100 депортирани возачи по стапувањето на сила на ETIAS системот од кога стартуваше, од пред еден месец, да кажем. Проблемот настанува заради фактот што тие 90 во 180 дена кај нив се користат и во 5-минутно преоѓање преку граница и излегување го рачунаат како ден поминат во Шенген зоната. И затоа и празниците и делниците кога ќе се спојат, досега како резултат имаме над 100 депортирани возачи од Западен Балкан на кои што им е забранет влез повеќе во Шенген зоната. Тоа е сериозен проблем, бидејќи и самата Европа се соочува со недостиг на возачи. А ќе биде сериозен проблем и за Западниот Балкан, бидејќи најголем дел од возачите во Европска унија доаѓаат токму од Западен Балкан. Сега, доаѓаме до моментот на македонската економија, на балканската економија. Тоа ќе биде сериозен удар и за македонската економија и за економиите на Балканот. Зошто? Затоа што транспортот ќе поскапи. Сега, од оваа точка натаму, транспортот ќе поскапи, што како крајна цел ќе има поскапување на цените на производите и услугите во крајната инстанца. Ова е различно од Зиков што го Дали ќе тврди? се реши со меѓународен транспорт, кој што е секако поскап од македонскиот, дали ќе се реши со покачување на цените на домашниот транспорт, но како резултат на ова ние ќе имаме покачување на цените на транспортот и покачување на крајните цени на производите и услугите. Тоа е вториот проблем. Третиот проблем е што се создава проблем за македонските производители кои што се извозно ориентирани. И со блокадите, со протестите и со прекинот на извозот, и тие ќе треба да го прилагодат своето производство согласно продажбата која што ќе може да ја остварат. Ако не можат да извезат во Европска унија, ќе мора да го прилагодат производството за македонски или за балкански услови, што значи дека повеќе слоен е проблемот. Се сложувам дека е административен и треба да се најде решение, бидејќи не е загрозена само македонската економија. Ние зборуваме за отприлика 20 милионски пазар, кој што сега во моментот е загрозен поради правилата на Европската унија. Добро, Брисел не ги знае овие информации што ги зборува да. Предпоставувам дека видете се, секој граничар различно го тумачи печатот кој ќе го види во пасошот, ме разбирате? Он кој ќе види изводот во компјутер и кој ќе види печатот во пасошот, секој индивидуално од граничарите реагира на било која граница. Немаат они унифицирани правила по кои што чекај ти 5 минути си влегол во државата, не ти се брои како еден ден. Не, во тој дел ве разбирам, а прашањето ми беше во контекст тоа што се наметна тука како некој општ заклучок дека можеби ако останеме, како што вели Зиков, надвор од Европската унија, вакви или слични административни проблеми со текот на годините ќе ни се појавуваат се почесто и ќе ни страда економијата. А за тој стандард на граѓаните, како вие размислувате на тоа? Дали се согласувате? Како сега? Значи, проблемот
ќе мора да го реши Европската унија, бидејќи создава проблем за вкупното движење на граѓаните кои што влегуваат во Шенген системот. Не е тоа само за Александар, возачите. само ако И туристите кои што влегуваат исто така имаат проблем со 21 ден, кога им се брои 21 ден, дали биле, дали влегле, дали излегле. Повеќе слоен е проблемот. Европската унија ќе мора заради сопствената економија, значи ако вие немате слободно движење на луѓето и ако заради тоа почнува помалце пари да се трошат условно кажано внатре во Шенген зоната, вие ќе мора да ги менувате. Разбирам, така, Зиков, ајде и само со господин мала Павлов. додавка. Ние и до сега имаме проблем со тоа. Само што тој проблем не беше осветлен. Значи, и до сега овој систем 90 во 180 дена за транспортерите правеше проблем и имаше ситуации на граници. Зошто, на пример, кога ќе прашате некој наш транспортер од Македонија, зошто не иде преку Хрватска, преку Бајаково, туку иде преку Суботица, преку како се вика тој граничен премин горе, Унгарија. Заради тоа што Хоргош. Заради тоа што попропусна е таа граница, повеќе корупција има таму и таа е масовно поминуваат тука и тука има се и се што. И сега што се случува? Даваш пасош, па пасошот, па не ти удира печат, па не се знае кога треба пак да влезеш назад. Не да се зборува, тоа е главен спорт. И сега, тоа правилно е? Не е правилно. И сега, откако дојде ова не е промена на уредбата, на директивата како тоа се вика. Ова само се вика, ова е сега само електронско отчитување и сега електронското отчитување ќе го покаже дека не можете веќе тие комбинации да се прават. Не може тие комбинации да ги прават. И сега ние претходно фактички на еден начин сме се шверцувале по Европска унија кога сме работеле. Не шверц да сме правеле, да не бидам погрешно разбран, него не сме и тогаш не сме биле правилно. Тоа е диво. Ама ние така безвизен режим што имаше со Ајде господинот мамо да го завршиме кругот. Не се шверцувале, не се согласувале. Ајде, и новинарите нели сме универзални незналици. Ајде сега да видиме универзални зналици. Сега за камиони ме тераш да зборувам, ајде имам среќа. Не е камиони сега економија. За возачи да збориш. Возачи, заради имам среќа со едно има транспортна фирма, па нешто ајде дознав, нешто читав. Јас сакам поинаку да ја свртам работата. Прво оптимистички. Нема потреба да се криеме ни за шофери, ни за ништо. Европа размислува. Вештачка интелигенција во многу брзо време шоферите ќе ги направи, така викаат луѓето што ги разбираат тие работи, ќе ги направи непотребна работна категорија. Се ќе биде автоматизирано, веќе во Соединените американски држави на тие големи дестинации си возат автоматски возила и така натаму. Ајде, тоа е оптимистички. Песимистички, која работа? Да бидам малку само критички. Ова што сега се случува уште е доказ повеќе дека треба што побрзо да летаме треба кон Европската унија. Еве сега конкретно ова е доказ дека ние зборувајќи за голема историја, за светла историја, за моќна историја, за не знам Македонија до Токио и така натаму, за Гоце Делчев, за јазикот, за бугарите. Ама нема сега Македонија во Токио, Гоце Делчев во иста реченица да ги ставаме. Никога не прекинува. Добро, сега Избегавме, нешто што е сега говор на омраза, што? Не говор на омраза, ама сега да ставиш добро, знаете, вие сте паметен човек, знаете што ви кажам. Го прави заедницата тука. Дека некој романтичарски уличарски национализам кон Македонија и Токио го ставате во иста реченица со Гоце Делчев. Нема веза. Си го слушал што збори Трамп. Па утре ќе се предомислите. Океј, сега слушаме внимателно. Ќе зборувајќи за тие големи теми. Бегаме од суштинските и вистинските големи теми. Ова се големите теми. Инаку, јас повеќе верувам во тие странци кои што се битни во оваа приказка, кои што дали ќе ангажираат нови камиони, шофери од страна и така натаму, дали они ќе извршат притисок во Брисел, затоа што они се мокни, они верувам. Не верувам во нашите политичари. Затоа што рече и она, година дена се знае, ова не е ништо ново, само се стегнати работи. Процедурата, процесот е многу постегнат. На нас се плашам да не се случи исто ова и со визите, зашто не визите, него тоа што треба да се плаќа, кој ќе дојде тој ден, а знаеме колку сме подготвени. Зошто за ова не сме подготвени? Зошто сега колку дакаме, извини вака, сите ние плакаме? Не сме ние Зошто ние сами Европска унија не подготвена. Не, ова го знаеме. Дека треба да го почитуваме, дека ова ќе се стегне. Не, ти не разбираш, полека се слушај. Затоа што ти рече самата година дена го знаеме ова. Така ли? Не е проблемот зошто ние сега плачеме? Не бе, чекај, што сега Европската унија ќе се го исправи, многу им е гајле. Што ќе поскапи ги нив превозот? Не. Како што рече Зиков ќе се снајдат они. Види, ова е уште една бугарски камиони уште една тула во зидот што се вика бугарски пасоши. Уште 2-3 бугарски пасоши плюс ќе имаме.
Ќе имаме нови фирми, нашите капиталот ќе Не го мора, селат. не мора за ни да си бугарски олеснат пасоши, работата. не мора ни бугарски Може и пасоши. грчки Не, нема. Со Албански отварање може. на фирма добиваш и право да без пасош. Туриста карта за работа, Де? како се вика тоа. Виза. Значи, сакам малку и самокритични да бидеме, зошто ние цело време сме затекнати. Цело време сме затекнати и сега сме затекнати. Ке бидеме и со визи, и со тие наплаќањата, евидентирањето пошта, нели, ма после ќе треба да пишуваме сите па да ни вратат. Добро, зошто тоа го прашав, дали ние може нешто требаше да направиме што не направиме според вас? Ова види со блокирањето на малку е тука и има една иронија, има тие кои што треба да ги водат политиките, да ги превенираат овие работи. Денеска протестираа заедно со тие што треба да настрадаат. Но што има врска македонската збориш, влада? Па не, и само македонските Македонија, превозници? ама и Србија и Босна и Црна Гора. А истото и за нив што се? Тоа бркаме уоко. Ајде, повелете. Ма мислам не разбираш што е сега да користиш секоја прилика да кажеш дека не чини македонските превозници и македонската влада. Ова овде не чини ништо оваа држава. Не, мислам, Не, добро, ми успеа, значи бевте многу сладки бевте на почетокот, Не, не ти кротки успеа. и одма се не изнервира. те успе, па Шоферите ги Значи, кажа, глупоста ме нека. ова е проблем на шоферите. Не. Ќе имаме уште и јадници нови пасоши, шофери кои што со бугарски пасош нема да имат проблем никаде. Толе, јас- Благодарам. Јас сум среќен што ти немаш возачка дозвола за Д категорија. Која треба? Д Имам камион. и за автобус За имам. Д немаш. За автобус имам. Немаш за Д. Иначе сум сигурен дека би взел бугарски пасош и би отишол да возиш горе. Ај, молим те сега до толку ли јас пушташ работава на не е работава само македонски проблем. Добро бе, Сафе, дај да климаме со главата и да викаме владата е најубава. Ама не Тоа ли велам сакаш? ништо, јас- Па дебатираме што се лутиш одма. Ама Ти не сам се ја спомена лутам. дека ќе биде проблем на Што се шоферите. изнервира? Па ти се изнервира, не се изнервирав јас. Што се изнервира? Полека. Добро, важи, окей. Полека. Не смее никој да каже Не ништо. смее, само не смее да биде тенденциозен и целиот проблем да го сведува на проблемот на македонската влада. Отишол вице министерот за транспорт и Александар врски да ги Николовски. посети па имаш блокада и во Црна Гора, имаш блокада во Србија, имаш блокада во Босна. Сегде има блокада. Се Сегде најавува Косово, Албанија, меѓутоа немаат уште синдикатите за тие работи. Така е. Но што е проблемот? Тоа значи дека не е проблемот само во овие држави, проблемот е негде на друго место. Тие веројатно на време не го препознале проблемот кој ќе ги создаде и зани проблеми. И тие и сега немаат шофери. И сега ако им е целта да ни ги земат и овие шофери што ги имаме овде, супер. Но проблемот е исто така Ќе и ти ги земат, они немаат проблем со шофери. како немаат проблем со Па шофери. така лесно што македонските шофери, српските шофери, босанските ќе сменат пасоши, босанските ќе земат Ма нема словенечки потреба да менат. и хрватски, Не. нашите ќе земат бугарски, Зиков. српските ќе земат нешто друго Зиков, и тоа е тоа. Имаш проблем. Не ја разбираш темата. Како бе не ја разбираш Значи, темата слушай, си ти Сафе, кажам всички факт. ги имаме проблем, македонски ние шофер. сме. Да. Фирмата Не ја која разбираме, бара треба да збориме шофер. глупости, Дозволи, ти бре. све разбираш. Од кај Фирмата од Германија која бара шофер, Да. возач на камион со Д категорија. Македонскиот шофер се јавува во таа фирма му обезбедува и престој и му дава виза и тој не мора да менја ни пасош ни ништо. Едноставно за 10 дена ќе си заврши работа. Така не е Не проблемот те разбирам, што сакаш да кажеш? Што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека не мора никој да менува пасош. Кој што велиш ти? Абе, не. За да добие работна дозвола Ја и тука работна виза. 15 минути ти објаснувам како ќе оди тој инженеринг сега. Сега, ако не може да води, иначе зошто штрајкува? Зошто блокираат сега? Еве според тебе не треба да блокираат. Значи, За кој како би таа? значи што ќе се случува сега? Сега фирмите, ако не може ова владава наша што сака да го направи, што и до крај не ми е Не јасно е што само сака. нашава влада, тоа ти зборам. Добро, 4 влади, ајде, па важи во така ред. кажи, Ајде, сега. српска, босанска, сакаш да ти ги редам сега. Па реди ги. Да, поштено па да е ги редиш. западен владите од западен Балкан. така. Може така? Може. Така е. Значи, ако тоа не успее да донесе некаков резултат, ова што денеска од Европска унија го најавуваат за 5 дена, 6 дена, дека нешто ќе има, и таму они велат за визиите за транспортот. Тоа не значи директива одма утре. Сега, што ќе се случува? Тоа се случува и сега, на назад. Не е дека не ја разбираме темата, многу добро ја знаеме ние темата. Значи, Ти имаш и за камион, сега имаш и за камион положено. ќе полагаме. Со приколица имаш, не, што? Значи, За цистерни. фирмите од Македонија ќе ви отвараат фирми во Бугарија или во Грција. И не мора пасош, се согласувам, таму со фирма добиваш право да извадиш што треба таму документација, тоа не го знаеме. Значи, ја вадиш низ процедура и си од тој момент натака си ти бугарска фирма. И бугарската фирма со седиште во Штип,
ќе дојде и ќе вози повторно истото, ќе го вози од Бунарџик за Англија. И што е тука сега проблемот? Тука е небулозата на ова што се води. И добро е што денеска од владата слушаме дека блокадите ќе траат уште најверојатно утре со оглед на тоа дека добиле ишарет од Брисел дека ќе има па па и ја преска реков дека тоа е само протест. Не, па не е драма. Не е драма. И воопшто темата, тоа е мојата поента, дека воопшто темата не е драма. Заради тоа што оваа тема постоела и пред 2, и пред 5, и пред 10 години. Ма господјата што цитирате за време на викендов имаш изјави дека блокадата ќе сака да направи за дел од прехранбените продукти за да може да се направи дополнителен притисок. Сега ја парафразирам, али така беше. Од тука што ги извезуваме, и европјаните ќе останат гладни и ќе ги притиснеме и они ќе се или што ги увезуваме, да речеме. Добро. Вие се сложувате дека можеби ова треба да биде уште еден мотив или патоказ дека патот кон Европската унија мораме да го забрзаме, да. Акселераторот милион пати треба ова да го зборуваме, ама џабе. Добро, зошто не се случува ова емисија дека преку трупа треба да трчаме кон Брисел, затоа што вакви работи допрва ќе не се случуваат. И сега ќе има освен транспортот и други работи ќе се појавуваат. Добро, и зошто тоа не се случува? Зошто тоа е случајно? Шоферите со бугарски пасош. Многу се по-атрактивни. Мама сега зборуваш ти дека нема потреба да имаш. Па нема. Ти кажувам дека шофер со бугарски пасош е скапоценост во македонските компании, затоа што со него нема проблем. Слободно се движи секаде. Да знаеш тоа. Од економски причини. Од економски причини е тоа така. Они се патриоти. Добро, дали мислите заради економски причини земаат пасоши. А јас сум патриот кој што заради економски причини не земам пасош, ама сакам што побрзо да влеземе во Европската унија и со македонски пасош. Или да полагаш за де. Дали мислите дека денеска Македонија е меѓу мора пасош за не мора. Господин Стола, дали мислите дека денеска Македонија е меѓународно изолирана земја, како што тврди дел од опозицијата? Имаме таков мирис, ова со Давос малку. Добро е, секаде треба да оди премиерот, како што беше претходно во Америка, ама тој периметар, не знам веќе во кој периметар, ама ниту во еден периметар, не на Трамп, во било кој периметар, некој не во Давос, кој ќе видите кој со кого се стрекал, со кој се стрекаваше нашата делегација, зошто подобро не ја подготвиле таа посета да направат контакти. Вратете се и назад кој со кого се стрекал, Вучик да го споменеме. Сега јас Вучик не ми е некој омилен лик, ама сепак има способни советници, има способни лоби групи. Видите со кој он се сретнал, видите нашите со кој се сретнал. Мислам, само заклучокот, само преку Давос го вади, да? Ќе подсетам, па кажете ми на друго место, кај, еве сакам ја Трамп. Не, ве прашувам се. Трамп, например, они велеа дека се со Трамп. Сега сите се збунети. Сите суверенисти го сакаат Трамп заради тоа што Трамп нема да им се меша во суверената национална политика. Претежно тие беа со така диктаторски импликации, ама и они се збунети сега, затоа што Трамп нема да се меша, ама се меша, ќе отиде, ќе дојде со авиони, со хеликоптери, ќе те грабне. Проблемот е, како да ви кажам, ние треба да се држиме до Европската унија, затоа што Европската унија сега колку толку, може и после тие силни критики од гувернерот на Калифорнија, Гибсон, така се викаше, после тие силни критики која ги нарече јадници, сепак во Давос покажа колку толку некој став, некој интегритет. И можеби и поради тоа ставот за Гренланд на Давос, кажам, на Трамп беше многу поинаков од претходните. Нешто друго ме прашувам. Значи, сакам до крај да ја разголиме оваа ситуација. Љубиша Георгиевски, покоен, на времето сум правил пред 15-20 години интервју и се одговараме на прашањето што ќе се случува со регионот со Македонија. Проблемот е што сме отпишани од многу места, а никој не запишува. Љубиша Георгиевски вака ми одговори: што ќе се случува во Македонија во наредните 15-20 години? Како да беше човекот предвид, како да имаше некои моќи као Баба Вања, што да ви кажам, вика за 5, за 10, 20 години, било кога. Македонија секогаш ќе биде монета за подкусурување. Било кој да дојде, тогаш имаше телефонски говорници, сега има мобилни телефони. Вели, било кој да дојде од страна и од соседите, кој ќе дојде тука, Македонија ќе ја користи како паричка жетон за у телефонските говорници. Јас, заради тоа што губиме време, не велам дека се непотребни тие теми, идентитет и така натаму. Меѓутоа, многу побрзо треба да ги правиме тие чекори. Се плашам дека ова предвидување, ова, како да го наречам тоа на Георгиевски, ни се остварува реално. Ние веќе сме безпомошни, заглавени
Јас почитувам избери страна. Ние сме за Трамп. Ние гласовме за него, за неговите резолуции, го поддржавме за Газа, за Куба, за сите тие работи, меѓу ретките бевме. Ама што добиваме? Ети за неговиот, тој за мир и таму не повикаа. Тогаш да излеземе да кажеме Велески го крстиме, Трамп нека се вика заради нели познатите. Да речеме го поддржуваме господинот Трамп во неговите намери до крај за да предизвикаме внимание, да го заземе Гренланд и се нудиме и ние самите. Јас се плашам дека се повеќе как која е интересна тема. Дали сме на масата, дали ќе бидеме мезе или ќе седиме на масата. Јас се плашам дека ние ни мезе нема да бидеме, затоа што нема што да јадат, не сме интересни, ме разбирате? Мораме да бидеме многу по-проактивни, затоа го спомена Давос. Во Давос требаше да бидеме по-офанзивни, по-агресивни во тие комуникации, за да можеме да лобираме. Ние цело време зборуваме, имаме проблем со Бугарија, сега Бугарија ќе има избори, ќе изгубиме уште една година. Уште една година ќе изгубиме, наместо да лобираме.